Да сакаш да споиш шовинист и феминистка во една силна љубовна врска е како да сакаш да споиш, например, фаза и нула. Ке ти успеет, ама за последен пат. Како и да е, ние малку поекспериментиравме на темата. Зедовме еден типичен примерок за шовинист. Марко Крале. И еден типичен примерок за феминистка. Клара Цеткин. Замислете ги овие двајца наши херои во една многу силна љубовна врска, доколку нормално се занемари факторот време. Oh Clara Zetkin, I'm loving you. Oh Clara Zetkin, I'm loving you. Тоа е жена нестандардна, како планина е грамадна, од Германија е западна. О, Клара, о, Клара, о, Клара Zetkin, I'm loving you. Oh, Clara, oh, Clara Zetkin, I'm loving you. Таја беше за марксизам, ми форсираше феминизам, а ја само феудализам. О, Клара, oh, Clara, oh, Clara Zetkin, I'm loving you. Oh, Clara, oh, Clara Zetkin, I'm loving you. Ори јас тебе те сакав. И покрај твојата типично германска ладноќа, така да си знаеш. А тебе ти беше важен само твојот проклет 8 март, пусна ми пусне останал. Кажи ми, мори Кларо, кажи ми, мори душо, кажи ми, мори срце моје, паше моје, кажи ми дали на вистинска љубов од моја страна се возвраќа со членство во Социјалдемократската партија на Германија и незиното крајно лево крило, Сојузот Спартакус, ако сакаш да бидам поконкретен, што го представуваше Рајстагот за време на Вајмарската република, Кларо! Но сето тоа сега не е важно. Важното е тоа што Клара, мојот член со број 3 не влезе во твоето уставно тело, Клара, не влезе, Клара, не влезе. Зато ја сега плачам по кафани, крварам, Клара, крварам. А ја ноќас плачем по кафани, крварим, тражим цита главом, ударим, ударим, ударим. Копнеам, Клара, копнеам за тела, Клара, копнеам за реформи, Клара. Мечтам за денот кога повторно ќе се сретнеме јас и ти и ќе почнеме да остваруваме во 100 чекори. Zetkin, you